Претседателот на партијата за демократски просперитет на ромите Аксел Ахмедовски денеска беше во посета на општина Кочани, каде оствари средба со членовите на партијата, каде ги информираше за досегашните активности во рамки на предизборниот период. Ахмедовски информираше дека се уште немаат одлука за тоа со која политичка партија ќе коалицираат, а не ја исклучува и можноста на престојните избори да настапат сами. За престојните предвремени парламентарни избори да ви известам дека до сега се водени разговори со повеќе политички партии, помеѓу кои поголемите политички партии, меѓутоа сметаме дека во текот на оваа недела истите најверојатно можеби ќе бидат и завршени, така да при крајот на неделата сигурно ќе дадеме во јавноста наше известување за нашиот конечен став за како ние ќе настапиме на престојните предвремени парламентарни избори. Инаку, доколку не се постигне договор, доколку не можеме да се концептираме со нашите програмски цели и задачи, останува можноста да се настапиме и сами како партија на престојните парламентарни предвремени избори. Во делот на предизборната програма која ја нуди партијата за демократски просперитет на ромите, тој истакна: во самата програма имаме и конкретни, поединични и општи цели и задачи, меѓутоа она што е во фокусот на нашето делување е на прво место е домувањето, бидејќи ние сметаме како партија дека ромската заедница скоро генерално на територијата на целата наша држава живее во предели каде што се без основна инфраструктурна поставеност. Од тука сметаме дека домувањето е еден од основните проблеми за остварување на другите права кои што треба да ги ужива еден граѓанин. Не помалку се значени и областите од вработувањето, каде што нудиме имплементација на стимулативни мерки за вработливоста на ромската заедница, меѓутоа не само на ромската заедница, туку и на луѓето кои што се на работ на сиромаштијата. Понатаму ќе предлагаме некои мерки околу подобрувањето на здравството, образованието и... Во текот на денешниот ден, претседателот Ахмедовски во придружба со членовите на партијата посетија повеќе локации во градот, каде што во претходниот период се реализирани повеќе проекти.